Планинарите тргнаа во чест на претседателот Борис Трајковски. Планинарското друштво Ентузијаст по 12-ти пат го организира меморијалниот марш. Радовиш го доби првиот старски дом. 30 корисници може да добиваат згрижување, медицинска нега и комплетен ангажман. Валандово и Кресна од Бугарија заеднички во заштита на животната средина. Проект финансиран преку ИПА програмата за меѓународна соработка. Поштовани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. 15 планинари од Струмица и од Радовиш го почнаа меморијалниот марш од Струмица до Скопје во чест на претседателот Борис Трајковски. По 12-ти пат планинарското друштво Ентузијаст го организира маршот долг 202 километра, кој ќе заврши во недела на 26 февруари на градските гробишта во Бутел, каде што ќе се одржи чествување на гробот на Трајковски. Вториот дел од одбележувањето во чест на претседателот Борис Трајковски ќе се одржи со дводневен марш на планината Беласица во должина од 35 километри до врвот Борис Трајковски Ботра со височина од 1880 метри. Започна 5-дневниот традиционален марш во чест на поранешниот македонски претседател Борис Трајковски. Маршот започна од споменикот на починатиот претседател во Струмица и ќе заврши во Скопје на неговото вечно почивалиште. На маршот учествуваа околу 20 планинари од планинарското друштво Ентузијаст од Струмица, кој е и организаторот на овој марш веќе 12-та година поред. Според претседателот на планинарското друштво Душко Ќосев, струмичани се горди на нивниот сограѓанин кој се грижеше за цела Македонија. Како прво благодарност до вас медиумите што го пратите овој наш марш, кој веќе по 12-ти пат го изведуваме од Струмица до вечното почивалиште на нашиот прерано починат претседател Борис Трајковски. Значи, денес тргнуваме од тука, од Струмица, од неговата родна Струмица, пред споменикот Борис Трајковски во градскиот парк, до Бутел, преку Железара, до гробиштата Бутел, до вечното почивалиште на нашиот претседател Борис Трајковски, каде што ќе му оддадеме почит и поздрав од сите наши сограѓани од Струмица. Пред поаѓањето присутните положија цвеќе на споменикот на Трајковски, а на маршот на планинарите од Струмица ќе им се придружат и планинари од Радовиш, Гевгелија и Скопје. Предвидено е да се изоди патека од 202 километри со повремени паузи. Како што истакна Никола Ристов, член на председателството на ПАОК Ентузијаст, честиме што имаат можност да го одржуваат споменот на прерано починатиот претседател. Морам да нагласам дека нашиот сограѓанин и претседател Борис Трајковски беше една доста почитувана личност, човек кој премногу ја сакаше Македонија, човек кој ги почитуваше сите граѓани, се залагаше за Македонија, љубеше Македонија, како што он знаеше да каже. Едноставно, во негова чест ние ја има нашата активност. Планинарите од Струмица традиционално го одржуваат овој марш кој се одвива во два дела. Едниот до вечното почивалиште на Трајковски, а другиот дел со качување на планината Беласица на врвот Ботра, каде ќе учествуваат и планинари од соседна Бугарија. Претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска ја прими Аргентина Шабадос, регионален директор на Меѓународната организација за миграција, задолжена за Југоисточна Европа, Источна Европа и Централна Азија, со која разговарале за актуелната состојба на бегалската и мигрантската криза, стратегиите и активностите на Меѓународната организација за миграција и улогата на Македонија во справување со мигрантската криза. Како што соопшти кабинетот на претседателот Иванов, тој истакнал дека Република Македонија ги спроведува мерките и постапува согласно заклучоците на Европскиот совет со цел превенирање на заканата од илегална миграција, заштита на границите и зачувување на интегритетот на Шенгенската зона. Безбедносните служби на Република Македонија се справуваат со мигрантската криза на одговорен и професионален начин, со хуманитарна поддршка во согласност со највисоките европски и меѓународни стандарди, посочил македонскиот претседател. Шабадос го информирала претседателот Иванов за стратегиите и приоритетите на организацијата во однос на натамошната соработка со Република Македонија во сферата на миграциите.
Регионалниот директор изрази задоволство од односот и третманот на Република Македонија кон бегалците и мигрантите согласно сите меѓународни стандарди и ги поздрави начините на кои земјата се справува со мигрантската криза, изјавила Шабадос. Воедно Иванов се заблагодарил за досегашната помош од организацијата и ја посочил потребата од зајакнување на капацитетите на македонските безбедносни институции, при што биле разгледани можностите за поголема поддршка од страна на меѓународната организација за миграција во јакнењето на капацитетите на АРАМА. Регионалниот директор на Организацијата за миграција изразил благодарност на македонските институции за соработката и уверување дека и во иднина ќе продолжат со поддршката во согласно со потребите на Република Македонија, стои во соопштението. Политичка влада е најлогичното и најфункционалното решение за излез од политичката криза. Тоа го покажа досегашното искуство во Македонија. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во интервју за Хрватската национална телевизија вели дека со успешно спроведените избори еден дел од таа криза е затворен, но предизвикот останува околу составот на владата која според него е потребно да се формира и заради одржување на економската стабилност на Македонија. Поповски потсетува дека една од клучните причини за политичката состојба во која се наоѓа Македонија е блокираниот процес на евроатлантските интеграции. Членството во НАТО и во Европската Унија е најголема гаранција за стабилноста на земјите во регионот. Министерот за надворешни посочува дека хрватското искуство е најголемиот аргумент за тоа зошто преговорите за членство треба да се водат паралелно со останатите отворени прашања. Веројатно економската димензија е и најголемиот мотиватор за побрза стабилизација. Политичката криза веројатно ни го забави економскиот раст кој и претходно беше меѓу најдобрите во регионот. Се уште останува добар, но веројатно многу подобро би направиле доколку се затвори кризата. Еден дел од, би рекол, главниот дел од затварање на таа криза е успешно спроведените парламентарни избори во декември и тоа беше еден предуслов од политичкиот договор кој го постигнавме во земјата. Во овој момент тешко е да се прогнозира кога, во каква форма би формирале влада или дали би се одлучиле на повторни избори, но праксата ни покажа дека најдобро е кога имате влада со политички мандат, која може да носи одлуки и врз основа на одлуките одлучувате колку е успешна. Владата предводена со Никола Груевски успеа да направи најдобри економски резултати, да направи реформи, да добие 6-7 практично препораки за почеток на преговорите и да дојде во 2008 година во ситуација во која сите услови за членство во НАТО се постигнати. Доколку не била успешна, доколку немало доволно демократски процеси кои не овозможувале да напредуваме од тоа, па како сме ги добиле тие препораки и како сме стигнале до ситуација уште во 2008 да констатираат дека се исполнети сите услови за почеток на 2009 за почеток на преговори со ЕУ, а 2008 дека Македонија ги има исполнето сите услови за членство во НАТО. Треба да видиме што е причина, што е последица. Доколку тогаш се затвореше прашањето, Македонија беше во НАТО и почнеше преговори за ЕУ, легитимно е да прашаме дали ќе дојдевме до ваква тешка политичка криза. Преку обуки и серија активности, Сојузот на стопански комори на Македонија ќе ги информира компаниите за средствата кои им се достапни преку Фондот за иновации и технолошки развој, за развивање иновативен производ, како и за стартап и спин-оф фирми. Но компаниите преку Фондот за иновации достапни им се два вида грантови, од кои едниот е од 30.000 евра за ново основани стартап и спин-оф трговски друштва за развивање на иновативен производ и грант од 100.000 евра за комерцијализација на иновациите. Планирани се обуки за компаниите, а со цел поголема искористеност на средствата, во април е предвидено и понапредно ниво за да им се посочи на апликантите каде да се фокусираат во насока на добивање на средствата. Од нашето искуство, финансиската поддршка за компаниите била клучна за нивниот бизнис, во делот на развивање на иновативен производ, како и за пробивање на странските пазари со својот квалитетен и поконкурентен производ. За нас е многу значајно да добиеме што повеќе проекти од бизнисот, што поквалитетни предлог проекти и што поинтересни решенија со цел да имаме
значителна база на апликации од која што може Комитетот за одобрување на инвестиции да избере најдобри проекти и да ги доделиме сите средства што се планирани за овој повод. А тоа се 10 проекти за комерциализација на иновации, за микро, мали и средни предпријатија и 15 проекти за стартап и спин-оф предпријатија. Радовиш доби нов старски дом. Во него можат да бидат згрижени 15 на лица, а со плановите за развој ќе има простор за 30 корисници. Се поголем е интересот за отварање приватни старски домови. Нов дом за стари лица е отворен во Радовиш. Новиот дом за стари лица во Радовиш нуди квалитетни и модерни услови за згрижување, како медицинска нега, така и комплетен ангажман за повозрасните категории на граѓани. Најпрво напуштен објект, а денес дом за стари лица кој засега може да згрижи околу 15 на лица, а за во иднина бројот ќе се покачи и на 30, изјави сопственикот и доктор Љупчо Захариев. Сметаме дека оваа работа, односно дека старите луѓе имаат потреба од вакви домови, поради се поголемиот дел на миграцијата на младото население према западноевропските земји, и тие остануваат сами, а тие сепак заслужуваат соодветна грижа, заслужуваат одредено внимание, заслужуваат почит, со кое што се вклучивме во таа програма да ја реализираме и да ја оствариме целта за обновување на објектот како дом за сместување на стари лица. Комплет сме отворени за сите станари, за сега, како што реков, имаме простор за 16, меѓутоа имаме простор за проширување, кој што најверојатно во наредниот период ќе го овозможиме, па некаде околу 30 корисници ќе можат да користат. Инаку самиот објект е на сутерен, приземја и кат, со уредно опремени простори и плюс тоа има свое уредно надворешно уредување. Првиот станар во овој дом вели дека условите се добри и се надева на поголема заинтересираност за истиот. За престој добро, одлично е, може да се каже. Како и секој почеток, значи у почетоку не може да се каже дека е баш идеално, ама се гледало ти може да убаво да се помина старите години тука. Владата на Република Македонија субвенционира за изградба на приватни старски домови. Со 12.500 евра ќе им помага на идните инвеститори. Планирано е во ново изградените старски домови да има згрижено 400 корисници, а да бидат отворени 100 работни места. Досега во Македонија функционираат најмалку 15 приватни старски домови кои згрижуваат повеќе од 460 стари лица. Две крстосници во Гевгелија ќе добијат нови семафори. Впрочем, тоа ќе бидат први семафори во градот, откако претходно беа отстранети постоечките во центарот на градот, а се изградија и 2 кружни тека. Започнаа изведбените работи за поставување нови семафори на 2 сообраќајници во Гевгелија. Семафорска инсталација од 4 столба веќе има поставено на крстосницата на булевар Гевгелија со улицата Деко Ковачев, а се очекува набрзо да биде поставена и сигнализацијата во висина од 6 метри со должина на крак од 5 метри, како и столбови за пешаци со сите потребни елементи. Паралелно со тоа во тек се вршат и ископи на крстосницата на улиците Ристо Фаршинин со Мирче Ацев и Рајко Жензифов. Семафорската сигнализација од 6 столба во висина од 4 метри, како и столбови за пешаци со потребните елементи ќе бидат поставени и овде. Поради фактот што овие улици важат за доста фреквентни за сообраќај, ги запрашавме граѓаните што мислат и дали е потребно токму овде поставување на семафорска сигнализација. Добро бидејќи има сообраќајки многу и раскрсници мора да има семафори, или семафори или кружен ток. Од двете едно, чим што ќе кладат, тоа нека биде. Важно да не заправа сообраќајки. Така. Задоволни сте со изградбата на кружниот тек? Да, задоволни. Исто семафори се поставуваат и горе на друга раскрсница? Дека треба, нека се постави. За безбедност на народ. Е убаво и за дечка и за сите работи, нели? За се е убаво да се гледа, само да се пазе. Оти тука има, стварно се случуваат се некои работи.
А ја така си шетат баби со дечката, нели, коли. Деца повеќе сами идат до продавница, до било как, нели? Треба да се пазат. За 2 недели гевгеличани ќе ги добијат првите семафори во градот, откако претходно беа отстранети постоечките и се изградија 2 кружни тека во центарот на градот. За целиот овој зафат од општинскиот буџет се издвоени над 3 милиони денари. Повеќе од 100 настани ќе бидат организирани во соседно Берово од средината на март до крајот на годинава во рамки на манифестацијата Берово град на културата 2017 година. Берово ја презеде титулата од Дојран, а денеска по тој повод општината ја посети министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска. Посебно ми е драго што еве денеска можеме јавноста да информираме и претходно нели испративме соопштение дека Берово го доби епитетот град на културата за 2017 година. Токму во насока значи на унапредувањето на локалниот културен развој, бидејќи сепак манифестацијата град на култура е една манифестација која што дава еден бенефит токму за тој локален културен развој, за унапредување на туристичкиот потенцијал и Берово го заслужува тој епитет, бидејќи сепак туризмот овде е на вистина на едно многу високо ниво, и зимскиот и летниот туризам, како што можев да добијам информација значи од градоначалникот и од раководството во самата општина, туризмот е го имаме значи во текот на целата година и се надевам дека со доделувањето значи на град на култура Берово за 2017 година и ние како Министерство за култура ќе дадеме еден голем допринос во унапредувањето на локалниот културен развој, пред се во една побогата културна понуда. Локалните власти од Валандово започнаа уште еден проект на ИПА програмата, овој пат заедно со општина Кресна од Република Бугарија. Проектот е од областа на заштитата на животната средина, ќе чини 380.000 евра, од кои општина Валандово, која се јавува како носител на проектот, ќе искористи 240.000 евра. Општина Валандово го почна проектот за изградба на систем за превенција и рано предупредување од поплави, кој е во рамките на ИПА програмата и ќе го спроведува заедно со општина Кресна од Бугарија. Локалните власти веќе го одржа и првиот состанок во Македонија со бугарските партнери, а според податоците од веб страницата за оваа програма, проектот кој е добиен во октомври минатата година има рок за спроведување од 24 месеци. Со него се предвидува адаптација на мерките за климатски промени и превенција и управување со ризици поврзани со климата како ерозии, пожари, поплави, бури. Предвидено е исто така да се постават 2 мерни станици во Валандово и во Кресна, кои ќе се инсталираат на определени точки кои се идентификувани како опасни во базените на двете реки Вардар и Струма. Вредноста на овој проект е 380.000 евра, од кои што 240 отпаѓаат на општина Валандово, а 140 на општина Кресна. Основната цел во овој проект ни е изградба на системи за превенција и рано предупредување од поплави. Овдека имаме предвидено да ставиме неколку мерни станици на реката Вардар, кои што ќе бидат поврзани со систем, значи со камери, со компјутерски систем, софтверски систем кој што ќе биде поставен во општина Валандово и каде што ќе имаме вработено едно лице преку проектот кој што ќе ги наблюдува нивото на реката Вардар во текот на целиот период. Овој систем ќе биде само во општина Валандово поставен, ќе ги следи исто така нивото на реките што се во општина Кресна, една од нив реката Струма. Целта е да се постигне интегриран мониторинг, проценка и превенција од поплави во меѓуграничниот регион, преку користење на специфична опрема за следење на водите. Проектот кој е од областа на заштитата на животната средина ќе чини 380.000 евра, од кои општината која се јавува како негов носител ќе искористи 240.000 евра. Вештите жени од Струмица утрово беа гости во емисијата Утренски пулс. Ги споделија импресиите и искуствата од манифестацијата Вешта жена 2017 година. Госпоѓа Елинка, аз би започнала со вас како организатор на Вешта жена 2017 во Струмица. Како започна организацијата, како сте вие задоволни од одзивот на жените, како помина според вас во неделата овој настан? Прво, голема благодарност од вас за вашата покана да гостуваме во вашата телевизија. Голем поздрав до гледачите што еве ќе одделаат време да не гледат. Па пред се можам да кажам дека сум презадоволна
Прво, како и многу благодарам на новите учесници што тие се значи мотивот што ние вешта жена можеме да ја водиме со години наназад, затоа што кога ги имаме нив, значи вешта жена е успешна. А кога ги имаме нив, ги имаме и гостите. Виолета Митровска е победник на овогодинешното издание на Вешта жена 2017. Каде е идејата, каде ги најдовте рецептите, бидејќи нели ги нема во нашето секојдневно подготвување и пред се честитки за наградата. Значи тоа е еден доказ дека стварно им се допаднала. Идејата е исцрпив така, јас секогаш сум нешто специфична, сакам нешто различно. Обично ги обожавам оние ориентални азиски стилови. Тука и мојата керка има доста удел и таа малце ми помага. Значи она го измисли името Индиго Бомбај. Се водевме од една книга, од една наша македонка, Индиго Бомбај книгата. И доста теми од таму извлековме околу масата. Значи, тортата ми беше направена нели во стилот на Аладин, перничката, исто така ламбичката, рецептите со храната во Индија се луто. Која беше твојата инспирација, зошто еве одлучи да се пријавиш, да учествуваш нели како надпреварувачка во Вешта жена? Па јас како за прв пат учествувам во Вешта жена и бев многу импресионирана од печаткот што ми остави во самото учење тај сам надпревар и да се биде дел од тимот на Вешта жена е многу голема чест и благодарност. И тоа што ме инспирираше да учествувам во Вешти жени е секогаш кога присуствував, од секогаш сум присуствувала на самиот настан и секогаш се воодушевував на нивните вешти раце и од секогаш сум посакувала да бидам дел од таа сама атмосфера. Бети, која беше твојата инспирација за твојата маса? Мојата инспирација за мојата маса беше мојата идеја за нешто досега не е прикажано на Вешта жена, дел од македонската кујна. Ние знаеме дека македонската кујна е доста гурманска кујна и јас предложив да направиме еден мој специјалитет, па доста вкусен беше, добар, со добра креација. И кон крајот на дневникот следува блокот информации од светот. Во Софискиот градски суд денеска почнува судски процес против поранешниот бугарски министер за одбрана Николај Ненчев под обвинение за злоупотреба на службената положба. Како што јави БТА, обвинението се однесува на кривично дело извршено во врска со договорот за ремонт на воените авиони од типот МиГ на бугарското воено воздухопловство. Одбраната на Ненчев тврди дека обвинителниот акт содржи голем број пропусти, дека обвинителството извршило прекршување на процедурата, како и дека нема коректен опис на доказите. Како сведок во процесот е повикан и новоизбраниот бугарски председател Руман Радев, кој се очекува да сведочи на следното рочиште. На денешното рочиште како сведоци ќе се појават неколкумина високи воени офицери, меѓу кои и поранешниот началник на бугарскиот генерал штаб Константин Попов. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон и кинескиот државен советник Јанг Чиечи, кој има повисок ранг од министерот за надворешни работи на Кина, денеска во телефонски разговор го повторија значењето на конструктивните односи меѓу САД и Кина, соопшти Стејт департментот. Во соопштението се посочува дека тие се согласиле од е потребно да се обрне внимание на заканата која ја представува Северна Кореја. Тилерсон и Јанг разговарале и за економската соработка и трговијата и потенцијалната соработка во борбата против тероризмот и владењето на правото. Разговорот е најнов чекор на САД кон подобрување на билатералните односи со Кина, откако американскиот председател Доналд Трамп ја презеде функцијата шеф на државата. Босна и Херцеговина нема да биде исчистена од мини до 2019 година како што е планирано, затоа што нема доволно пари за деминерски операции, објави сараевскиот весник Дневни Авас, повикувајќи се на извори во Босанскиот центар за отстранување мини. Истите извори посочуваат дека со ваков проблем не се соочува само Босна и Херцеговина, туку и десетина други земји во светот, меѓу кои е и Хрватска, која е членка на Европската унија и има доволно средства за таа намена. Тој наведува дека главен проблем е недостигот
приливот на средства, посочувајќи дека ниту една година од буџетот не биле издвојувани доволно пари за деминирањето. Сарах наведува дека сега се работи на подготовка на нов план со кој се предвидува отстранување на сите мини во Босна и Херцеговина до 2025 година и намалување на трошоците за деминирање. Баварската влада одобри предлог закон со кој се забранува жените целосно да го прекриваат лицето со вел на јавни места. Прекривањето на лицето со вел ќе биде забрането во јавните служби, на универзитетите, во училиштата, градинки, во секторот за јавна безбедност и ред и на избори, соопшти владата. Баварскиот министар за внатрешни работи изјави дека муслиманка која го прекрива лицето со вел постапува спротивно со германската култура на комуницирање. Баварија беше прва точка за влез на стотици илјади бегалци и мигранти во Германија во 2015 година. Баварскиот премиер Хорст Зехофер е еден од најгласните критичари на политиката на отворени врати за мигрантите спроведена од канцеларката Ангела Меркел. Поштовани, тоа беше и последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.